Добро вечер, почитувани гледачи. Во вечерашното издание на нашата емисија разговараме со човек кој веќе 4 години е на чело на една од најуредените и најразвиените општини во околината на главниот град, општина Илинден. Градоначалникот Александар Георгиевски во изминатиот мандат се фокусираше на инфраструктурниот развој, подобрување на условите за живење, поддршка на образованието и привлекување на нови инвестиции. Сега со поддршка на ВМРО ДПМН повторно ја обновува својата кандидатура за градоначалник и пред граѓаните ќе ја представи својата визија за уште поразвиен, поурбан и поквалитетен Илинден. Вечерва ќе разговараме за се што е направено, што останува да се направи и кои се плановите за следниот мандат. Господине Георгиевски, ви благодарам и добре дојдовте во нашата емисија Стап. Добар ден, ви благодарам и вас на поканата да можам да гостувам кај вас во вашата телевизија. За почеток би сакала да ве прашам, зад вас се 4 години од раководењето во општина Илинден. Кои проекти би ги издвоиле како најзначајни во овој мандат? Ви благодарам на прашањето, како што споменавте, веќе сме на крајот на мојот 4-годишен мандат 2021-2025 и морам да кажам дека изминативе години многу напорно работевме на остварување на својата зацртана програма, на своите зацртани цели и можам да кажам дека сум особено горд и задоволен на се оно што го реализиравме, затоа што нашата предизборна програма со која што настапивме во 2021 година над 95% е реализирана, но не само самата програма, многу проекти кои што воопшто не беа дел од програмата, успеавме да ги реализираме изминатиот 4-годишен период. Кога ме прашувате кои проекти би ги издвоил и со кои би ставил акцент, не можам да одвојам 1, 2 или 3, затоа што имаме многу спроведено, многу реализирано, но еве ќе ставам акцент например на патната инфраструктура. Таму извршивме изградба, реконструкција, рехабилитација на многу улици и патишта, особено клучни делници, многу значајни за развојот на општината. Негде асфалтиравме само асфалтирање на улици над 80 до 90 улици, поголеми, помали улички кои што беа асфалтирани или рехабилитирани улици, заедно кои ќе ги собереме сите се над 230 улици или 45.000 метри должни, од кои 25.000 се само асфалтирани. Тоа е сериозна бројка, тоа е сериозен показател за работата. Но освен патната инфраструктура, силен акцент ставивме на другиот дел на инфраструктурата, на изградбата на фекални канализации, проекти кои што се многу тешки за изведба, многу спори за изведба и генерално не се гледаат затоа што се работи под земја и се многу во наводници прљави за работа, затоа што на граѓаните им предизвикуваат потешкоти при нормалното функционирање, движење и така натаму, но и во тој дел многу работевме. Морам да кажам дека 23 километри фекална канализација поставивме и направи едни од лидерите во државата. Мислам дека уште една општина отприлика има приближно со нас изградена толку фекална канализација колку ние овие 4 години. Но факт е дека фекалната канализација е неопходна за нормалното живење на луѓето и затоа фрливме силен акцент токму и на овие проекти. Но не само тоа, вложувавме во другите области. Во делот на детската заштита изградивме комплетно нов дел на детската градинка, со кој што ја проширивме капацитетите и во тој момент ги задоволивме сите потреби на населението, односно за згрижувањето на деца. Во финална фаза сме таму во тој дел на изградба на комплетно нова кујна, како посебен објект, кој што ќе ги задоволува потребите на целата градинка, но ќе нуди можност во таа кујна да се подготвуваат оброци и за учениците од основните училишта и има капацитет за евентуална градба на нова кујна. Во делот на образованието отворивме ново училиште тука во Илинден, кој што комплетно го опремивме, комплетно партерно го уредивме. Воведовме целодневен престој за учениците за прв пат
Воведовме, отворивме сензорна соба за дечињата со попречност кои што имаат потреба за прв пат во нашата општина. Организиравме летен камп за најуспешните ученици во нашата општина, која секоја година во едно од нашите туристички места идат 50 на најуспешни ученици заедно со своите наставници и ги посетуваат тие места. Во делот на спортот многу исто така вложувавме. Изградивме посебен спортски центар, наречен Драго Маневски, по еден наш паднат бранител, и на кој центар спортски содржи посебен терен на специјална подлога, наменет мултифункционален, наменет за фудбал, кошарка, ракомет, одбојка. Изградивме атлетска патека за прв пат во нашата општина, со трибина исто така. Изградивме нов терен на фудбалскиот стадион во Илинден, комплетно нов терен во соработка со ФФМ, а веќе потпишавме договор за изградби на трибина таму. Ги реконструиравме, изградивме 12 спортски терени низ целата општина Илинден, 17 детски терени. Така да можам да кажам, еве и во делот на урбаната опрема, сега пред некое време го пуштивме во употреба плоштадот во Илинден, парк плоштад на една од централните локации во Илинден, кој што и како е многу битен за рекреација на нашите граѓани и предизвика многу големо внимание во нашата заедница. Направивме ревитализација на Бучинското езеро со изградба на урбана опрема, едно туристичко место, можеби запоставено во нашата општина, е битно. На Еватовски рид направивме трим патека со летниковци, така да во сите сфери вложувавме. Не би можел да издвојам некои посебни конкретни проекти. На крајот изградивме нов здравствен дом, кој што нуди многу можности, кој што ставим во употреба сега пред некој месец. Сега веќе се почна со основна здравствена заштита, а во наредниот период од Министерството за здравство очекуваме проширување на дејноста таму. Така да многу вложувавме, многу работевме изминативе 4 години и јас сум сигурен дека со тоа темпо ќе продолжиме наредниот период. Со кои предизвици се соочивте како градоначалник? Како успеавте да ги надминете? Видете, предизвиците се многу бројни. Морам да напоменам, кога дојдов за градоначалник во 2021 година, затеков една многу тешка ситуација. Во кој дел? Задолжена општина, што во тој момент во милиони евра се бројават долговите и достасуваа нови и нови долгови. И моравме да се бориме првите месеци токму со тој дел, со тој предизвик, да го наречам. Исто така, веднаш после локалните избори, ако се сеќавате, дојде и онаа позната енергетска, економска криза, каде што електричната енергија рапидно се покачи. Имавме проблем со сервисирањето на сметките за електрична енергија, односно за јавното осветлување, но уште поголем проблем ни предизвика сметките за електрична енергија во јавните комунални предпријатија, особено во јавното комунално предпријатие Водовод Илинден, каде што енормните големи сметки за пумпите за вода, кај што снабдуваат повеќе од 30.000 жители на територија на општини Илинден, Газибава и Петровец, почнаа да стигнуваат сметки поголеми од вкупните приходи на предпријатието. И сега замислете, имате само сметка за електрична енергија која што е поголема од вкупниот приход на предпријатието, каде се плати тековно одржување и така натаму. Па со тој проблем се соочувавме, така да е еден тежок период. Но пак ќе кажам, сега општина Илинден е на здрави нозе, долгови нула, не само како општина, долговите се и во јавните предпријатија немаме долгови, ниво образовните институции, детската заштита и така натаму, се што е под општината, целата локална самоуправа има нови долгови, а сме спремни за многу нови проекти да реализираме. Со спремни проекти, некаде и потпишани договори, така да Илинден е сега во една изворедна состојба и мислам дека никогаш не била во подобра кондиција. Како ја оценувате соработката со граѓаните и институциите во текот на мандатот? Видете, со граѓаните таа комуникација е изворедна, затоа што ние сме тука за граѓаните. Ако не се граѓаните, нема да бидеме ни ние. И нормално основната надлежност на локалната самоуправа е да пружи сервис на своите граѓани.
самата општина е дел од граѓаните. Ние имаме една одлична комуникација на сите нивоа, отворена комуникација. Јас како градоначалник сум во постојана комуникација со нашите сожители. На терен, кога идеме проекти, разни пуштаме, увиди правиме, се среќаваме, дали е тоа на средби тука во општината, средби со службите, самата општина е отворена, има отворени денови и така натаму, така да нема вратен граѓанин, нормално. Се трудиме колку можеме да помогнеме во рамките на нашите можности. Во однос на институциите морам да напоменам дека по промената на власта во 2024 година, последниве година и пол имаме одлична комуникација и многу подобра соработка. За жал не можам да кажам за период пред 2024, период 2021-2024, затоа што претходната влада и немаше многу слух за проблемите на локалните самоуправи, на општините. Сегашната влада и tekako помага и соработува со општините не само во комуницирање, него и со конкретни проекти, со конкретни финансиски инпути во самите општини, така да морам да кажам дека во моментов имаме многу висока соработка со останатите институции, особено со владата. Како што веќе спомнавте самите, во последните години општина Илинден доживеа забележителен развој. Каде гледате простор за дополнително унапредување во следниот период? Знаете како, општина Илинден се развива, иде напред, се урбанизира и се модернизира. Но никогаш не е доволно. Никогаш не можете да кажете дека сега е добро и доволно. Никогаш. Секогаш мора да се стремиме за подобро. Нормално дека основните функции, ние што ги споменав, што го работевме во изминатиот период, и во делот на инфраструктурата, и во делот на образованието, спортот, културата, во сите социјалата и така натаму, во сите тие сегменти имаме простор за напредок и нормално дека ќе се стремиме на наредниот 4-годишен период, доколку ја добиеме довербата од граѓаните, да продолжиме со реализација на многу проекти што ќе значат подобар живот на сите наши жители. Кои инфраструктурни проекти ги имате во план во однос на патиштата, канализација, јавни површини, паркови? Ние веќе искочивме со конкретна програма која што нуди решенија за многу проблеми, но и исто така решава многу суштински работи. Како што напоменавте, во делот на патната инфраструктура имаме конкретни проекти кои што ќе значат подобрување на целокупната патна инфраструктура. Како што спомена, во изминатиот 4-годишен период многу клучни сообраќајници беа реконструирани, изградени, улици нови и така натаму. Тука ќе се базираме на неколку ќе ставиме акцент на неколку области во патната инфраструктура. Најпрвин клучните сообраќајници, понатаму изградба на инфраструктура во економските зони и исто така инфраструктура на локални, помали, споредни улици. Само ќе набројам дека се предвидува потпишан е договор за изградба на патот на две улици во местноста Јака, тоа е улицата 103 и улицата 111. Потпишан е договор, веќе почнуваме после изборите со темелна реконструкција на улицата 9, тоа е главната улица во Илинден, со комплетна реконструкција на пешачките патеки, но и реконструкција на водоводната мрежа, водоводна мрежа, главна водоводна мрежа, која што за жал 17 години е надвор од функција и tekako треба да придонесе за подобро снабдување на водоснабдување на граѓаните и подобар притисок, нели, особено во летните месеци. Понатаму веќе сме во исто така потпишавме договор и стартуваме со изградба на нов дел објект во образованието, односно во основното училиште Гоце Делчев, кој што ќе се одржи 10 нови училни со кабинети, лифтови и така натаму, се што треба за учениците. На тој начин го решаваме трајно проблемот со згрижување на децата во едносменско работење со сите потребни кабинети и услови за работа. Исто така, многу скоро денес почнуваме со изградба на нова спортска трибина, нов спортски стадион. Како што напомена, во изминатиот период направивме комплетно нов терен. Ќе следува тука во Илинден на изградба на трибина со 1100 седишта, комплетно ново осветлување по УЕФА и ФИФА стандарди, партерно уредување, паркинзи и така натаму.
изградба на патот Делјадровци Мршевци и за тоа веќе сме во финална фаза и ќе почнуваме периодов нели со работа. Понатаму ветуваме изградба на нова спортска сала во основното училиште Браќа Миладиновци, а со тоа нели со изградбата на таа спортска сала ќе возможиме услови за проширување на бројот на училни во самото училиште, затоа што ќе ја пренамениме постоечката сала која нема никакви не може да ги исполни условите да биде нормална спортска сала, ќе ја пренамениме во училни и на тој начин и во Браќа Миладиновци ќе воведеме и едносменско работење и можност за доколку има интерес за целодневен престој. Изградба на нова градинка, исто така е во нашите планови, изградба на нови паркови, модернизација на нашите јавни предпријатија ќе продолжиме. Во изминатиот период многу вложивме во јавните предпријатија, зашто беа со застарен возен парк и со слаба опрема, сега тоа се поправа и идеме напред. Така да многу проекти кои што еве и некој може ги испуштам, отварање на полициска станица, имено со измените на законот за полиција, донесени сега на крајот на јули, објавени во службен весник во август. Илинден конечно добива полициска станица од општа надлежност и на тој начин се задоволува едно дамнешно барање на нашите жители. Самиот закон има одложено дејство од 9 месеци, така да очекуваме напролет да Илинден добие полициска станица, а меѓувреме ние ќе почнеме со изградба на нова зграда за полициска станица, зашто во финална фаза сме на носење на нов урбанистички план кој што предвидува маркицата токму за таа намена. Така да, еве накратко што ќе следува, и ги заборив фекалните канализации и таму продолжуваме да го доградиме. Остануваат уште неколку мали краци и мала во Илинден кои што немаат фекална канализација. Наредниот период тоа ќе се заврши. Мал дел во Марино, Кадино веќе во 2 фази се работа, третата фаза ќе ја почнеме и таму ќе ја довршиме фекалната и ќе се префрлиме во другите населени места. Конкретно за Миладиновци веќе имаме проект и делот од Миладиновци кај што нема фекална ќе го започнеме наредната година, а понатаму согласно финансиските можности ќе и проектите кои што ги имаме ќе продолжиме во другите населени места. Во последно време се повеќе млади семејства се доселуваат во општина Илинден. Како општината одговара на потребите за нови училишта, градинки и јавни услуги? Тоа го споменав. Морам да кажам, за разлика од градските општини, да ги кажам, нели под градот Скопје, оние општини што си, каде што листите на чекање се многу долги, ние со самата отварање на новиот дел во градинката тука во населено место Марино во Илинден, и како задоволивме добар дел од потребите на граѓаните, остануваме на помала листа на чекање, која што листа на чекање со преадаптација, како што ви напоменав, градиме нова кујна, со изградба на новата кујна, кујната ќе се пресели и преадаптација на постоечката кујна во нови занимални, од прилика го решаваме моменталниот проблем и ќе имаме 0 деца на листа на чекање. Но, затоа што кажавте дека Илинден е општина која што се развива, расне и имаме прилив на ново население, особено младо население, веќе правиме подготовки и правиме измена на урбанистички план и предвидуваме маркица за нова градинка. И јас верувам дека во наредниот 4-годишен мандат ќе изградиме и нова градинка, со што ќе ги антиципираме потребите на нашите граѓани за наредниот 4-годишен период. Во однос на другите делови кажав дека веќе започнуваме со доградба на училиштето во Илинден, таму го решаваме проблемот со недостигот на училни за нормално одвивање на наставата, иако и сега таму се оди веќе едносменски, но на тој начин ќе се растерети самото училиште и учениците ќе добијат покомотни услови, помодерни услови и ќе може да се развива кабинетска настава. Во делот на младите брачни парови, тој дел што го спомнавте, пошто сме интересни, веќе ние во изминатиот мандат воведовме и посебна субвенција за секој новороденче. Тоа ќе го продолжиме во едниот мандат и ќе ја зголемиме таа субвенција. Воведовме ранче и прибор за секој прваче, а сега ќе даваме и субвенција за секој прваче, така да вложуваме и во тој дел и правиме напори нормално секој граѓанин, но и секој иден наш граѓанин кој што сака да дојде во општина Илинден и биде жител, да има едни убави, комотни услови, да се чувствува убаво и пријатно токму тука кај нас во општина Илинден. Општина Илинден важи за една општина со силен економски потенцијал. Дали има најави за нови инвеститори или проширување на индустријските зони?
Токму така или непрепознатлива по економските зони. Тука се наоѓа најголемата економска зона во државата, тоа е ТИРС, Скопје 1 и Скопје 2. Од најавите на владата, затоа што има многу заинтересирани нови инвеститори, се планира проширување, односно изградба на Скопје 3 на ТИРЗот, но исто така и ние во рамки на нашите можности како локална самоуправа, иако веќе нашата невработеност е многу мала и потребите на населението за вработување и така натаму е отприлика задоволено, сепак се трудиме да даваме и нови можности. Секогаш излегуваме во пресрет на инвеститорите, доколку побараат некоја пренамена, изградба и така натаму на некоја соодветна локација, која што локација е нормална за изградба на има соодветни услови за изградба на таква намена, особено во индустријата, секогаш како општина излегуваме во пресрет. Во финална фаза сме на носење неколку помали планови кои што во иднина ќе има и државни парцели кои што би можеле заинтересирани инвеститори да инвестираат, тоа е во делот на Миладиновци, Мралино и така натаму. Така да и на тој дел сериозно работиме, вложуваме и во постоечките економски зони, во инфраструктурата и така натаму, затоа што и таму кога се пуштани тие економски зони, во добар дел инфраструктурата каскала или не била доволна, па сега го решаваме и тој проблем. Каква поддршка добиваат локалните претприемачи и малите бизниси од општината? Имаме посебна мерка за младите претприемачи, а тоа е за млади до 35 години, каде што даваме субвенција, односно парична надоместок, поддршка во првите 3 години од стартување на бизнисот. Таа мерка ќе продолжи во иднина, сега ќе биде само ќе се покачи самата субвенција. И сакам да искористам приликата да ги повикам сите млади кои што почнуваат бизниси во Илинден или се на почетоците на бизнисите, да искористат оваа можност и барем со тие средства, тие субвенции, оние плаќања кон самата општина, дали е тоа фирмарина, дали е тоа данок на имот и така натаму, комунална такса ќе ги покријат. И сметам дека тоа е една убава мерка која што може да искористат особено ние мали бизниси, млади претприемачи кои што се занимаваат и се човек поединец во својата компанија, така да кажам. Како што веќе спомнавте, имате добар контакт со граѓаните. Колку е важен директниот контакт со нив во вашата работа и на кој начин ги слушате нивните предлози и потреби? Како што кажавте, контактот е многу битен и мора да ги следите и потребите на граѓаните и да бидете целосно фокусиран на тоа. Имено, во изминатиот период ние секоја година при носење на буџетот оставаме простор да нашите граѓани имаат можност и електронски, и лично, и писмено да доставуваат предлози при подготовка на буџетот, под програмите на буџетот и така натаму, па дури организираме и отворени средби каде што граѓаните доаѓаат овдека во општината, па и на директни средби во разговор со градоначалник, директори на претпријатија, одговорни лица во администрацијата, раководители кои што се креатори на политиките, да можат да дадат некој предлог, сугестија и така натаму. Но освен тој дел кога се планираат работите, ние секојдневно сме во контакт со граѓаните. Имаме посебна алатка која што во општината може секој граѓанин да искористи директно да комуницира со кабинетот на градоначалникот, да постави прашање. Имаме отворени средби и таму освен што се решаваат некои проблеми кои граѓаните ги имаат, ние слушаме многу предлози и сугестии. Понекогаш низ тие предлози, сугестии, разговори, ние ги детектираме и проблемите кои што ги имаат во секојдневното живење и тоа ни дава ни поттикнува идеи како да ги решиме тие проблеми, да ги преточиме во проекти и да ги вметнеме и да ги планираме во идниот развој на општината. Што најчесто бараат граѓаните од вас како градоначалник? Видете, граѓаните вообичаено кога имаат директни контакти, тие се поскромни. Вообичаено тоа се лични барања, некои лични проблеми кои што ги имаат и така натаму, но неретко знаат и да дадат и соодветна сугестија, да дадат и конкретен предлог, да дадат и конкретно размислување како што кажав. Така да вообичаено граѓаните кога доаѓаат со конкретни проблеми кои што сакаат да им бидат решени, дали тоа е најчесто во делот на урбанизмот, но понекогаш има и во другите аспекти на секојдневното живење и секогаш се добре дојдени, имаме одлична комуникација затоа што нашите граѓани стварно имаат една изворена и политичка култура и веќе се и политички созреани и таа комуникација локална самоуправа граѓани на едно изворено ниво.
Повторно се кандидирате како градоначалник со поддршка на ВМРО ДПМН. Кој ќе биде фокусот на вашата изборна кампања и што ќе им понудите на граѓаните во новиот мандат? Како што кажавте, да, мојата матична партија ВМРО ДПМН ми ја даде довербата и за да бидам кандидат за наредниот изборен период. Веќе сме во активна кампања. Се среќаваме секојдневно со нашите сограѓани, жители, гласачи, како сакате наречете ги. Мислам дека атмосферата е изворедна, граѓаните ја препознаваат, нели, искреноста наша, ја препознаваат нашата трудолюбивост, искреност према нив, така да очекувам дека граѓаните заедно со мене како градоначалник во наредниот период ќе имаат можност да соработуваат и да решиме многу нови, да реализираме многу нови проекти, да решиме нивни проблеми кои што ги имаат. И јас, како што споменав и во целото интервју, имаме многу проекти кои што се преточени во нашата програма и кои што во наредниот период ќе ги реализираме со точни временски рокови и со точни прецизни програми, проекти и активности. Доколку повторно ја добиете довербата од граѓаните, дали би можеле да ни одвоите 3 проекти со кои најпрво би ја почнале работата? Кои би биле најприоритетните? Видете, ние, затоа што сме во континуитет работиме, веќе ви споменав дека одма ќе почнеме со проекти за кои што веќе имаме и подпишано договори. И како што ви споменав, зависи од временските услови, затоа што навлегуваме веќе во длабока есен после изборите и зима, но веќе имаме подпишани договори, а тоа е изградба на нова училишна зграда, која што ќе биде, нели, во дворот на постојаното основно училиште Гоце Делчев во Илинден, изградба на трибина од 1100 гледачи со подтрибински простор, комплетно осветлување, партерно уредување во Илинден, изградба на неколку клучни сообраќајници, а тоа е улица 9 во Илинден или главната улица во должина од над 1000 метра, патот Делјадровци и Мршевци во должина од речиси 2 километра, изградба на неколку улици во местноста Јака во Марино. Така да тие ни се спремни проекти, подпишани договори и веднаш да почнуваме. Но исто така започнуваме и со многу други проекти кои што некои се во континуитет продолжуваат, а многу наскоро од 2026 ќе ги започнеме и другите проекти. И за крај би сакал уште да ве прашам, која е вашата порака до граѓаните на општина Илинден во оваа изборна атмосфера? Јас само имам една порака до нив, а тоа е граѓаните, како што и досега знаеле да бидат на ниво на нивната задача, односно на нивната, како што споменав, породна и политичка култура, а тоа е да излезат нови избори на 19 октомври и да го дадат гласот, нели, за опцијата за тие кои што мислат, но секогаш гласот даден и овозможен, законското право да си го искористат, затоа што само така ќе допринесат, нели, за подобра општина Илинден со давање на својот глас за онаа опција за која што тие најдобро сметаат дека би ги решила нивните проблеми. Господине Георгиевски, ви благодарам што одвоивте од вашето време и што гостувавте во нашата емисија Став. Ви благодарам и на вам за поканата и за присуството денеска токму во општина Илинден. Се надевам ќе се видиме и нареден пат. Почитувани гледачи, ви благодариме и на вас. Ви останете и понатаму да ја следите нашата програма и имајте пријатна вечер.